Директорки, каква е моменталната состојба со коронавирусот во Куманово? Знаеме дека во Македонија растат бројките. Куманово некако за споредбено со другите помали градови нема некои значајни бројки, но сепак има голем број на хоспитализирани пациенти. Апсолутно да, значи овој трет бран не го одмина ни Куманово. Ние сме град во кој што имаме голема фреквенција на движење на еден голем број на луѓе. Ние сме град со над 100.000 жители, така да бројките раснат, особено раснат од самиот почеток на месец март. Од 8 март се стави во функција и модуларната болница со капацитет од 33 легла и можам да кажам дека еве денешниот извештај кажува дека веќе 27 места таму се пополнети. Инфективниот одел, значи старото инфективно или сега инфективно 1, исто е со исполнет капацитет, 18 пациенти имаме таму и на неврологија, односно инфективно 2, имаме 15 пациенти. И имаме уште 42 пациента кои што ни се како дневна болница и за кои искрено се надевам дека ќе ја надминат кризата, да не станат лежечки пациенти, туку дека ќе поминат без кислородна терапија, само ампуларно и со редовна контрола од страна на нашите инфектолози, интернисти и невролози. Ако го погледнеме на назад претходниот бран во споредба со овој, дали има потешка клиничка слика? Каква е клиничката слика на хоспитализираните? Не. Нема некои битни разлики, значи и тогаш имаше и сега имаше пациенти со исклучително тешка клиничка слика, но не можам да кажам дека полесно се шири вирусот во овој бран. Цели семејства се зафатени, значи контагиозноста е веројатно поголема. Немаме официјален извештај, но веројатно британскиот сој не го одмина ни Куманово. Така да вирусот се шири, имаме многу пациенти кои доаѓаат секојдневно во лабораторија, бараат рентген диагностика, идат на контроли на инфективниот одел и бројот за жал е во пораст. Деновиве се надевам дека ќе има барем едно исто ниво да се задржи, инаку прогнозите, како што знаете, на ниво на цела држава се дека и во април ќе има некој раст, веројатно до средината на месецот, да се надеваме дека ќе помине со што помалку тешки случаи. Лекарската комора вчера побара засилување на мерките, рестриктивните мерки, дали се сложувате со нивниот став? И јас како лекар се сложувам. Едноставно и јас сум активно вклучена и во работниот процес, не само како менаџер на оваа институција, туку и како лекар кој што е вклучен во дежурства. Гледајќи колку луѓе доаѓаат, па колку има и асимптоматски кои што се потенцијална опасност не само за нас како здравствени работници, туку и за нивните семејства и воопшто за граѓаните на град Куманово, сметам дека на ниво на цела држава би можело да, колку тоа да звучи непопуларно, колку да ги иритира сите, еве да речам, приватни стопанственици, мислам дека е добро да се направат некои ограничувања, макар кратко трајни, со што ќе се постигне поголем ефект да се спречи трансмисијата на вирусот. За крај, лекарите, да се навратиме на лекарите и медицинскиот персонал, колку од нив се вакцинирани и каков е интересот за вакцинирање? Има интерес, значи ќе речам дека малце променлив беше интересот затоа што некои во меѓувреме прележа, некои се колеба дали да примат вакцина или не, особено оние што прележале, да кажам, во првиот бран, па имаат низок титар на антитела. Една група на здравствени работници од околу 70 на луѓе се вакцинира. Меѓутоа, еве сега чекаме, имаме уште една поголема група која што очекува час поскоро да биде вклучена во тоа вакцинирање. Значи, без оглед на тоа со која вакцина ќе биде, сепак треба да се заштитиме. Инаку приоритет се даде на оние кои што директно се вклучени во работа во ковид центрите. Значи не само лекари, туку и медицински сестри, болничари и друг персонал. Имаше ли некоја појава на негативни несакани ефекти од вакцинирањето? Не, значи од дискусија со одредени колеги слушнав дека кај некои се појавила некоја субфебрилна температура, болка на место на аплицирање која што поминала после ден-два.
Некои имале симптоми слични на блага настинка, меѓутоа ништо страшно кое што би ги оддалечило од работното место.